Остра реторика помеѓу председателот на државата Стево Пендаровски, премиерот Зоран Заев, како и министерот за здравство Венко Филипче, по вчерашната 12-та одржана седница на Советот за безбедност, на која што се разговараше, односно се разговарало, за актуелностите околу ситуацијата со пандемијата од COVID-19 во земјава. Потоа следуваа и реакции од страна првично на министерот за здравство Филипче, кој ја оцени реториката на председателот Пендаровски како лоша, за да подоцна пак председателот Пендаровски во текот на вечерта се одвиваше таа преписка преку социјалните мрежи и се одвиваше цела вечер, а додека пак денеска премиерот Заев посочи дека слобода и придобивка е да има несогласување помеѓу Пендаровски и Филипче, но истовремено нападот на Пендаровски го оцени како несоодветен. Добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. На 0260 91 924 или пак на 925 ќе имате можност да ни се јавувате и да ги кажувате вашите мислења околу оваа ситуација на која што не сме навикнати, а додека пак исто така може да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи, доколку сакате на тој начин да го изразите своето мислење. Се разбира, во однос на денешната тема, разговараме токму за односот помеѓу председателот и владата, а конкретно и околу преписките кои што се случува со председателот Пендаровски и министерот Филипче и вклучувањето денеска од страна на премиерот Заев. Доколку имаме некој на линија, веднаш одиме со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушам. Поздрав до телевизор и до телевизор вечетели. Благодарам, поздрав, повелете. Оваа преписка вчерашна што е направија председател на Република Северна Македонија и министерот за здравство, искам да ви кажам, јас не толку осудувам како да не била во корист на Република Северна Македонија. Тоа е нормално председателот и владата да имаат различни гледања, различни толкувања. Не може сега ние постојано да гледаме како работи владата, така треба работи председателот. Али, едно има тука. Колку е Филипче крив за вакцините, толку е и председателот на Република Северна Македонија. Тука не може ли некој да ослободиме од вина, без разлика. Председателот и тој е должен, туку својата надворешна политика, да помага и да се обезбедат многу брзо тие вакцини кои што треба да дојдат во Република Северна Македонија да се вакцинираат граѓаните. И така натаму. Тоа него оној збор што го кажа дека е срамно за Македонија што отиште граѓаните во Србија. Ако е срамно за Македонија, кај се става Стево Пендаровски? Во чија држава е тој? Истото и за него е срам. Колку е за Филипче, толку е и за Стево Пендаровски. Затоа не треба тука претукуваме без потреба, туку ние да гледаме сега во иднина како да се зафатиме за оваа ситуација, да дојдат што побрзо сите вакцини, да се вакцинираат сите граѓани во Република Северна Македонија, за да можеме да направиме еден заштитен беден, за да не може понатаму овој пик сега што е голем да продолжи во овој априлски период, предвидејќи април знаеме дека е пролетно време каде што може да биде уште поголем. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Ја мислам дека безпотребно е препирањето меѓу тројцата политичари и ми се чини дека не се во право да кажуваат кој е во право, кој не е во право. Ја мислам дека тие сите тројца се подеднакво виновни, ако бараме виновник, што значи дојдовме во ваква ситуација. Во услови на пандемија, во услови на криза, во услови каде што треба да се реши некој проблем во државата, треба подеднакво, заеднички, прво да се договараат и да го барат правиот излаз и решение на случајот. Овдека место тие, значи, секој во својата можност, како ево пример ќе речеме од господина Вучич, значи толку се заложи во својата држава, дори има и премногу вишек на вакцини, дори сега е во ситуација да ги дава надвор од нивната држава без пари, то што си прави реклама за својата држава од една страна, а од друга страна
да не се фрлат тие инекции попусто, значи и тоа е еден вид значи на моćност и знаење. Додека кај нас нашите политичари бараат виновник, да јас не сум виновен е не знам на кој, и одека, значи, мислам, моje размислување е, не го најдува правиот одговор, правиот начин како да го решат проблемот и како да се најде решението. Видите, овдека нема место за повеќе дискусија. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. И јас сакам да го кажем следното, млад господине. Баш напротив, мене ова стварно ме радува. Затоа што ние доживуваме цивилизирана демократија. А што сакаме ние? Значи, пазете, што е за пофалба? Јас може би имам лично против X нешта на неколку пати, али треба цивилизирано да дадам објаснување. А не сакам никогаш да бидам опортуниста, категорички не. Сега во интерес на трет. Ја не знам, што гледаме ние лошо во се тоа? Ако ние сме семејство, па ако кажал председателот така, па таму бил министерот, па он имал право да си го каже неговиот став. Сега доаѓа премиерот и он има право на свој. Па тоа е семејство, тоа е фамилија. Па сега еве го и спикерот. Има своје објаснување. Зашто ние да не го разбираме сето тоа дека е кажано на еден људски народ начин во интерес на сите нас. Па доста ние ние на времето немавме право никој ништо да каже. И туку лесно се фаќавме за гуша. Не. Еве го правото. И тоа, пазете, во многу лошо време, ние живееме, како и сите останати, во многу лошо време. Така треба. Со таз и ќе ве замалам уште. Значи, пазете, во интерес на се тоа, ние имаме денес странска грчка делегација. Тоа ние до пред 5-6 месеци се фаќавме за гуша со него. Еве демократијата. Тоа е показател на цивилизација, на слободно кажано, на место кажано и од сето тоа да го излучиме она што е најподобно и најдобро за нас. Здрав, жив и нас нам пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас како водители. Поздрав, благодарам, повелете. Во однос на темата, јас свака би сум образложил, значи председателот секоја чест према функцијата, али како личност, ако не е компетент, мислам, нема можност да набави вакцина, да не е овозможно оние што бараат. Нека се обрати доке Вучич, што не е ништо странно, ако се обрати доке Вучич или го посети, па го побара преку него, да го искористи, да може да набави. А не да го критикува министерот и премиерот. Премиерот и министерот се под него. Тој е председател, Вучич е председател. Вучич со министерот нема контакт, тој директно оди таму, кај има пријатели, врски, авторитет и набавува вакцини. Значи председателот како личност треба да оди до кај Вучич, да се го прашаат, да се разговараат како председатели на две држави, како може некако да помогнат за Македонија, а не да ги да кажува министерот вакво било, такво било. Значи, не смее да си дозволи како председател да ви во својата држава. Во својата држава не може така да се понижаваат. Не е убаво така, значи треба да му дадеш помош, не да било вака, било така едни со други. Председател си по линија на председател со Србинот, помош, како така разговор и така тоа е комуникацијата, а не вакви работи начинат во една државата. Ви благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, повелете. Па јас го саслушав и председателот неговото објаснување, дека покушал нешто, се пробал да набави тина како што, не објаснува, меѓутоа јас кривицата за тоа што немаме вакцини би се однесувала на сите тројца. И на министерот на здравство, и на премиерот, а исто така и на председателот. Подеднакво се криви сите тројца.
или криви или не се криви, или толку се можностите. Не мора да значи дека се криви, дека не сработиле ништо. Може да работеле, ама не сработиле. Оти таквите тројца во Србија успеа да набават и отпајки вакцини. Па сега Србија не знае што да му прави на вакцините. Оти роко по полека на вакцините изминува. Зато и ова олабавување во Србија не се трошат вакцините. Ајде сега да се искористат вакцините, барем на некој што му требат, да ги искористи. Како на Македонија, како на Босна, како на Словенија. Значи има доста републики тука на кои што му требат тие вакцини, кои што не може да дојдат така лесно до вакцини како што дојде Србија. Значи, во секој случај ова работа треба да се клае едно, да се тури пепел на сето ова, грешката, дали беше грешка или не беше грешка, не мора да значи, може и до авторитетот. Не сме некој авторитет како држава во светот, таму кај што треба да чукнеме наврата за вакцини или било што. По се изгледа поголем авторитет е Србија од нас. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Поздрав. Поздрав, повелете. До вработените, до сите присутни. Благодариме, повелете. Ајде, видите, ова председателов, да ти кажам право, големо разочарување со оваа изјавата до негдека добро, ајде како, за министерот за здравство. И сега вели, едно кажува една, друг па кажува друго. За министерот вели дека требало да набави ваму, таму му е било чудно она што го видел, дори, знаеш, не му било пријатно што видел дека нашите одат се вакцинираат во Србија. Зошто кај нас да се не вакцинираат? И после на министерот му вели дека тој требало да набави. А прв преговарал тој со тие веледрогери, што прават вакцини, како се вика тоа точно, не знам. Прв председателот преговарал таму. Значи контрадикторен е. Ако преговарал, зошто тој не е виновен? А го обвинува Филипче. Па ја, знаеш што сака да ти кажам, дека во оваа ситуација, кој сака да не добие вакцини на време, или нешто владата што треба да направи, секој сака да биде убаво за државата и за народот. Не може тоа, тој сега, јас го гласам втор мандат. Мислам, првиот мандат не го доби, ама го гласам втор пат. Затоа ти викам големо разжарување што се вмешува во некоја работа што така направи еднаш во темава су. Така направи еднаш за една новинска агенција за Косово, за Србија нешто. Значи, тука не треба се меша, значи за Србија, таму како да се Косово и она да се онадеме. Така да не е добро за председател такви работи да се меша. Кој сте ние како држава да ги решаваме проблемите меѓу Србија и Косово или во случајот да го обвинува премиерот или министерот. Стварно, значи... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Да, добар ден, Огнен, добар ден до сите гледачи на 24 телевизија и до вас. Па јас мислам дека председателот е исправен во овој случај. Мислам дека исправно кажа дека владата, односно Министерството за здравство лошо се справи со пандемијава. Само јас му замерувам едно. Зошто не ги зашто не им наложи ова нешто полициски час, нешто порестриктивни мерки да се стават. Мислам дека како председател може да влијае, да укаже дека Комисијата за заразни болести не треба да биде пандем на владеачката партија и што ќе им нареди премиерот и владата. Мислам тука сносат највише одговорност Заев и Филипче што ќе им нареди тоа да прават. Мислам дека во денешниот ковид биланс две родилки млади
го загубија животот со него издржаа пандемијата. Срамота е ова што се прави во нашава држава. Наместо ние да се бориме да ги зачуваме сите, да се намали бројката на новозаразени и смртноста, ние си играме играчки, се препираме. Па срамно беше, сите знаеме дека е срамно. Зашто нашиве да се вакцинираат во странство, мислам во Србија? Зашто ние задна дупка да бидеме во Европа? Зашто имаме неспособни власти од 1991 па навака? Сите само личниот профит го гледаа, личниот корис, гледаа само да се ги наполнат џебовите, а за народот не ги интересираше, ама баш ништо. И не ги интересира. Затоа ќе ни се случуваат вака, и имаме биланси од 40 починати. Доколку на... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, вака сега Углен, ќе ме поправиш ако грешам. Ајде. На телевизија слушам дека целата земјина топка околу 7 милиарди народ сме. Па близу 7, да. Така сега. И кажаа дека 2,5 милиарди од луѓево, народов, што се на планетава, се уште нема добиено вакцини, ниту почнато да се вакцинираат. Тоа слушам од телевизија, не го измислувам. И сега вака размислувам. Сите сме нервозни. И председателот, и Филипче, и знаеш кој ќе треба нешто да чекаш и се молиш за нешто. Даваш пари и оттаму ти велат, сега денеска, сега утре, понеделник, среда, петок. Истото тоа што им го кажуваат нив, тие го пренесуваат овде. Јас не верувам, дека Филипче и кои се таму ангажирани за оваа работа, кој има обврска да ја врши оваа работа, дека не сакаат да помогнат на овие граѓани и на овој народ. А изјавата на Пендаровски, што рече дека срам за државата, па може да има право до негде, а може да и нема право. А може би повеќе од тие луѓе што беа појдени во Србија, па имаат и српско државјанство. Не можеме да знаеме кој како се однесува и кој како се вакцинирал. Затоа велам, сите сме нервозни, и ние обичните луѓе, и функционерите. Не треба едни со други да се караме и да се расправаме. Тоа е. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Само мала поправка да направам, бидејќи одамна не сум го проверил делот со статистиките на светската популација, значи близу 8 милијарди веќе. Имаме 7 милијарди 855 милиони и скоро 856. Добар ден. Здраво. Ве слушам, повелете. Гледам, каже статистика. Ево вака се, јако без 7 години, 70 година, 3 милиарди народ. 2000 година 7 милиарди. 2020 е. Ако идеме според математиката, малку повеќе од може... Веројатно не ме слушнавте, само што кажав дека не грешка, туку 8 милиарди. Само што го кажав тоа. Ама и тоа е малку, гледајќи според тоа. Да, ама не е битно, за официјалните податоци ја многу не им верувам. Иначе би рекол за расправијата помеѓу Стево и овие двојцава. Човекот е 200% право и многу кеф ми направи тоа што направи. Затоа што нема валја и овој да биде како непресходниот, кој го вика тоа растенијето, тоа се заборавив. Не е ли битно? Значи, председателот треба и некојаш и да пресече. И он е дел од тој, како да кажеме, стратешки дел за обезбедување на вакцини и треба и него да го послушаат, ама они не го слушаат воопшто. Ја уште се чудам на ден на овој Филипче, Ден Дончев каде уште како него набави тој човек уште тука, тој си изгуби го снема наеднаш сред пандемија и уште така си тера работава, вакцини нема пари, нема ова, нема она, идат по Србија луѓето, се лечат таму. Значи, би му пожелавам на Стево, како што беше оштар за овие двојцава сега, да биде оштар и за Бујар ондека, а не... Ве молам, не зборувајте за други теми. Па не зборам за други теми, само кажувам да биде... Дали министерот за надворешни е спомнат во темава? Зборам за да биде оштар и за другите... Дали министерот за надворешни е спомнат во темава?
Стево е спомнат. Стево. Па добро, Стево тогаш е спомнат. зборувајте во конкретната тема, бидејќи се тројца спомнати во неја. Стево беше спомнат. Тројца Ајде, се добро. спомнати, точно се знае корелацијата зошто се спомнати. Добар ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да. Да, ве Добар слушам, ден. повелете. Видете, јас не можам конкретно да кажам, само можам да речам дека тоа што го издадоја на телевизија срамње за државата. Тоа значи дека нашата влада општо не е способна. Подобро да не зборуваја ништо отколку тоа што го кажаја на телевизија, бидејќи тоа го слушаат и сите соседни држави. Тоа значи дека ние не сме способни за ништо. Тоа пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Имате добро вечер, господине Огне Јаневски. Да, добар ден, повелете. Прво, вакви зулуми има Хрватска. Председателот со премиерот. Ако пратите Да, ова. следам, да. А што му прават на овие луѓе, овие што се опозиција? Тоа што може кања се оствари. Тоа што не може да се оствари. Некој го гледам Зегин, ја ќе набере. Па еве ти милиарда од буџетот набави. Сакам да кажам дека да не бидат луѓе во дисциплинирани шарани, да се снаоѓаме како можеме да. Нема друго прашање. Ова што го дробиме јајте од април рани, никој не слуша, ни со мацки, ни со дистанца, ни со лекови, ни со паралекови. Луѓето се си водат едни кои немат имунитет, другите ќе се спасат и да не зборуваме за глупости. Вакцинацијата не е битва за. Добро. Тоа би било се. Готово, не поздравувам само. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па вака сега, Стево Пендаровски пред да почнува да зборува, треба се погледна во огледало. Значи, вакцината во Србија донесе Александар Вучич председателот, а не Златибор Лончар. Значи, после година дена му текна на Стево, ајде ќе критикуваме, ме нема на телевизија толку често, па да кажам нешто. Значи, јас да викам дека Филипче многу грешки прави, ама сами мене не ми се добра све што работи, ама кажеше, што не разговараше тој со Путин, со овој кинескиот председател, па на највисоко ниво да ги бара вакцините. Вака најлесно е одводно таму се седи, си пие кафенце и овој не чини. Овој не знае да работи, оној не што знае Стево да работи, да видиме до сега. Само љубави му вика на Бојко Борисов и некои такви безвезни изјави и сега најде да критикува. Мислам, нормално е да критикува него. Поентата е што си направил ти, за да се најдеш во таа работа што си направил подобро од министерот. Дали си ја насочил политиката на некоја страна, значи сега сите нормално им беше страв да нарачуваат вакцини од Исток за да не се замерат со НАТО, ама еве дојде НАТО тука, не подржа дека не треба толку да се води сметка од кога се земаат вакцините. Најбитно е здравјето на граѓаните. Така да мислам дека Стево треба да се извини и да ги повлече тие работи што ги кажа. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Премиерот Зоран Заев ја искоментира меѓусебната преписка помеѓу председателот Стево Пендаровски и министерот за здравство Венко Филипче за ситуацијата со вакцините. Цитирам. Јас многу го почитувам председателот Пендаровски, ама нападот од него не е соодветен со оглед на сите напори што ги правиме за набавка на вакцините. Знам за одговорот на министерот Филипче, секако дека сум упатен како реагира член на владата. Но слободата е голема придобивка. Едно време беше незамисливо да има несогласување меѓу председател и министер. Еве сега гледаме дека не може да се согласуваме за се. Здраво е да имаме и несогласување, ама тоа не значи дека не се почитуваме, изјави Заев.
Пендаровски вчера по седницата на Советот за безбедност, на која присуствуваше и Филипче, рече дека сраме за државата што граѓаните масовно се вакцинирале во Србија викендов. Филипче пак овој чин го оцени за хуман, а не за срам, и го обвини Пендаровски дека не се вклучил во набавката на вакцините, зашто председателот подоцна демантираше, истакнувајќи дека уште во декември преку неговиот кабинет биле воспоставени одредени канали за набавка на вакцини. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Видите сега вака. Јас сосема потполно го оправдувам председателот за неговата изјава. Еве зошто. Него му се собираше нервоза тоа што во државата господин Заев и таа влада го работи, па не можеше кој ќе да истрпи и сега му се најде моментот да го кажи тоа. Не реков дека владата не работеше на случаја со вакцини и така натаму. Меѓутоа, то не е само сега собрано. Господин председател го подпише и законот, не го подпише и законот, иако знаеше за попис, па сега го одложуваме. Значи, председателот му пукна филмот, по моје мислење. И пред се, ја поздравувам Сербата Заев Мицкоски. Дај Боже, секој ден таја да се случува. Да се задржиме околу коментарите со председателот. Да, ќе се вратиме за тоа, така. Затоа, велам, и затоа на председателот веќе му прекипе некоја работа, за малце на сопка да му стави. Ние упорно ќе правиме ова или она. Го поздравувам председателот во неговиот став, малце што е сопна ситуацијата. А го поздравувам и средбата, реков Мицкоски Заев, секој ден да се сретнува, така треба. Добро, да се задржиме на темата, еднаш ви кажав, веќе ве молам. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Не злоупотребувајте, кога еднаш веќе сум ви посочил за нешто, не го повторувајте, тоа не значи дека нема да ве слушнам. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, поздрав, повелете. Повелете. Сега. Изјавата од председникот, не знам како би рекол, не сум толку компонентен да решам, али ние направиме таква нешто голема пофалба, и нека е пофалба за Вучич, али колку луѓе таму се вакцинира. Ние знаеме Македонија дека некаде број 1,5 милиона. Да, можете 2 милиона, ама не се тука нашите сраци. Па се вакцинира, да речеме, ту 5.000 души или 10.000 во Србија и готово, значи, болеста се реши. Сега треба да се критикуват еден со други. Јас знам дека сите и Филипче и Заев, тие се нон-стоп се во контакт со странските држави. Ние знаеме дека Македонија колку е богата земја и колку е голема. Ние тоа да гледаме, не можеме ние да замислиме дека Македонија е мала земја и сиромашка земја. Луѓето некоја замислуваат дека е Македонија побогата и од Кувајт, и од Емиратите, и од сите. Ние едноставно сме сиромашка земја и тие што можеме, способноста наша, ние се бориме. Колку луѓе ние слушам сношти во Шпанија умреле 2 милиони луѓе. Слушам во Србија вчера имаше 505 луѓе умрели. Ето тие со индексите луѓе зошто не се спасија? Немој така да се критикува тоа срамота за државата и да рече Пендаровски срамота. Како може преседник да каже дека е срамота? Ако беше срамота да ги забранеше, нашите да нема да таму. А зошто е срамота? Комшија со комшија се помогли. Ја мислам не е срамота, тоа е добар хуман гест. И така би требало сите ние да се... Благодарам за јавувањето. Една исправка, значи во Србија вчера починаа 39 лица, не 505, туку 39 лица, а додека пак нови заразени беа 5471. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Пака јас би искоментирал неколку зборена тема. Ајде. Прво поддржувам председателот во неговата изјава и конечно докажа дека не е фикус. И мислам дека долго време одмолчуваше на многу нерешени проблеми во државата по било која основа.
Инаку неспособноста околу пандемијата не се огледа само во набавка на вакцините. Вакцините јас ги ставам на последно место. Да се подсетиме само дека една Австралија, уште пред да почне вакцинацијата, имаше одлични мерки, каде што дојдоа на 0 заразени или на многу минимален број. Не, и на 0 дојдоа, да. Да, и на 0. Значи, овдека има тотална неспособност или има клиентелизм. За да работат кафичи, кафани, не знам што таму, овдека се дозволува се и се што. Се прашувам, чиви се тие кафичи и кафани, кога толку многу им се дозволува. И само кукаат, немаат пари, ќе пропаднеле не знам што. А едно кафе и еден чај по 100-120 денари се наплаќа. Тоа е срамота. Па тие се напатирани 10 години да не работат, да даваат плата на вработените, а не вака. Ја би предложил да има мерки до 14 часот, секој што му треба да си набави све што треба, после 14 часот, освен оние што идат на работа, сите други дома. Дали во куќа, во стан или во викендица, важно да нема мешање, движење на така натаму. Ова е страшна ситуација, не плаши сите веќе. Толку влезе психички, надот се поемети, им падне им. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Да, веќе кога ги споменавте Австралија, значи областа на делот на регионот на Океанија на планетата Земја е најуспешен во дело со справувањето, барем кога станува збор за главните држави кои што ни се познати од овој дел на светот, Австралија и Нов Зеланд, каде што Австралија од почетокот на пандемијата па се до денес има 29.304 случаи, а починати 909 на популација од скоро 26 милиони, а додека пак Нов Зеланд на популација од 5 милиони и 2100 луѓе има само 2497 позитивни од почетокот на пандемијата, а 26 смртни случаи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Срамота е или не е срамота? Ба како да рече човек, дали е срамота или не? Море срамота е. Се слушаме? Се слушаме, море, да, повелете. Добро. Сакам да речем срамота ето како срамота е, да ви кажам. Не само срамно, тука е многу жално. За неажурноста на владата и министерот за здравство навреме да донесе соодветни средства доведоа до стотици мртви луѓе. Не, меѓутоа, ајде кога би било само овај срам, некако може би ја го поминале некако. Меѓутоа, срамота е и за многу други работи. Срамота ни е какво ни е просветата, какво ни е здравството, срамота ни е какво ни е стопанството, срамота ни е каква ни е индустријата, каква ни е инвестициите капитални. Сегде е за срам, да ви кажам, не е само за тоа. А најголем срам е па кога те јави некој сега и сето тоа го оправдува. Вели па не мараше, не знам шо, не знам како. Тоа е може и уште поголем срам. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, добар ден, повелете. Поздрав. Добар ден да снимате. Сакам да говорам за председателот. Ајде. Да ви кажам, во Македонија кај нас премиерот игра голема улога во државата, а председателот не. А во Србија обратно е, председателот има повеќе ингеренции, а Ана Брнабич на страна е помалку. Сега тука да ви во однос на кризата, крив е премиерот и министрот Филипче, бидејќи парите се кај премиерот, тој креира каде што ќе оди. Кризава не е од сега. Пендаровски има друга улога. И знаете што, тој е многу чесен човек и многу способен, но тие го фрлија дакта и ова му пукна филмот. Треба да се знае да се почитува. А крив е најповеќе министрот Филипче, што толку мртви да му починат и толку млади луѓе. И можам да кажам, јас не сум медицинар, но не може млади луѓе да му умират, а тој да вакцинира
77 годишни, 85 годишни. Јас имам син колку вас, подобро син ми и вие да живеете, отколку јас имам 68 години, ме разбирате? Младите треба да се заштитат и да не умираат толку млади. Мислам дека грешката е во Филипче и во премиерот. Пријатно, убав ден. Пријатно, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Да слушам господјава, добро кажува. Младите треба да се заштитат. Младите треба да се заштитат да не одат по кафичите. Да не лупаат по цели ноќи. Да не носат короната дома. Па да ги разболат по старите, родителите, бабите и дедовците. Гледам таму се прави компарација Австралија, Нов Зеланд. Австралија, Нов Зеланд се држави, има народ што поштуе све. Нема проблем за нечим кажеш така и готов крај. Нема кај нас овде затвори, нешто излага, секој излага на улица, бара нешто. Капанџиеве, не знам више што не бара. Други че да секој бара пај. Ние треба да сватиме. Треба да си ја сакаме држава. Меѓутоа, кај нас се чувствува дека нема државност. Дека ние не ја сакаме држава. Само наоѓаме мани. Па не отидува само од Македонија во Србија, отиде од Црна Гора, од Босна, од Хрватска отидува. Од Бугарија одеа луѓе. Од Романија одеа луѓе. Од сегде, од цел Балкан отидува луѓе. Не отидува само од кај нас. Не ги тераше Филипче со сил одите. Сами се одлучија си оде. И крај. Што е сега толку страшно тоа? Се карале председателот и министерот за здравство. Па тоа е добро за демократијата. Него стап е таков, министерот за здравство одлучува вака и крај. Завршена е приказната. Умреле толку, умреле волку. Па ќе умираме, што да правиме сега више? Умират цела се, гледате што е Франција. Денеска ќе се обраќа Макрон да затвори цела Франција. Гледате што се дешава во Италија. Од една општина во друга не можеш да отидеш, како од центар до Жукарпуш не можеш да одиш без дозвола. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Да, вие сте. Сите тројца се виновни. За тоа што ние сме ги бирале и сме мислеле дека најдобро ќе биде со државата, тие луѓе да ги одбереме. А тие како да се зафркаваат ко некои животинчиња да умираат, а не млади луѓе. Треба прво младите да се заштитат. Ние старите сме отишле над некои 70 и некоја година 80. Веќе за нас секако не иде баш најдобро. Што има нас да не заштитуват? Младиот треба да се заштитат. Пред него е животот. Тоа е во државата главен, треба да растат, да уживаат и се најдобро е за државата кога младите се добри. И што старите? Што можеме ние да направиме? Ништо. Само можеме така да се изборуваме и ништо повеќе. Нас не е жал за растат, треба да го уживаат животот. И секој тоа го мисли, така сум револтиран на огнен измин, прв пат се јавам. Ако да се јавите пак. Да зборувам. Так. Ти благодарам, многу пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Зафир Х ни пишува на Фејсбук и вели: Огнен, што се однесува до изјавата на председателот, јас мислам дека не е несоодветна. Не би образложувам многу, бидејќи ќе треба многу да пишувам. Поздрав Зафир. Додека пак Маја К пишува и вели: Добар ден, случката со председателот и министерот внесуваат немир и несигурност меѓу народот. Председателот место да апелира до приватните болници да донесе писмен декрет до приватните болници да се стават на располагање на јавно здравство. Тоа е моето мислење. Благодарам, поздрав. Благодарам Маја, повторно да ни пишете, гледам прв пат. Пишувате. Иван Б вели: Здраво Огнен, ова е неверојатно, ни председателот, ни премиерот, ни новинарите, ни граѓаните не рекоа дека Србија претежно вакцинира со руски и кинески вакцини. Заради бомбардирањето на Србија од страна на НАТО, ретко кој во Србија се вакцинира со западни вакцини. Заради происточната политика на Србија, таа може да земе вакцини од исток колку сака, да беше прозападно ориентирана, ќе беше во иста ситуација како и ние, можда и полоша, затоа што таа е побројна, неверојатно председателот на државата не знае зошто Србија има премногу вакцини. Луѓето што одеа од другите земји во Србија со AstraZeneca се вакцинираа. Чисто за информација. И луѓето таму се вакцинираат. Има вакцини и од Pfizer, и од AstraZeneca, и од кинеските, и од руските.
Дејан Т пак пишува и вели: поздрав Огнен, ме интересира дали досега има информација на председателот Пендаровски има искористено некаква пријателска врска по светот за да успее да набави вакцини. По мене се знае кој треба да набави. Министерството за здравство со секоја негова изјава почнува се повеќе да ме разочарува. Да, тоа го прочитав преска дека истакна од неговиот кабинет дека биле воспоставени одредени канали за набавка на вакцини. Добро. И Сашо Р. вели: здраво Огнен, председателот е во право за критиките. Не може и не сме министер за здравство во вакво време не време да бира од каде и преку кого ќе набави вакцини. А народот за тоа време да си бира чаре по соседни земји. Министерот треба да е доволно мудар да ги искористи сите ресурси за да набави и донации и да купи вакцини. Прашањето е дали сака тоа да го сторите. Поздравувам. Поздрав и за вас, Сашо. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате на линија сте? Повелете. Да, ве слушам. Да, повелете, ве слушам. Од Битола се јавувам. Поздрав до Битола, повелете. Го поздравувам ставот на председателот да и каже на оваа влада дека досега ништо не ни сработи. Не дека и председател не можеше за вакцините нешто да стори, ама најверојатно му рекоа: ти седи по страна, ние ќе завршиме работата. И на човекот не можеше да издржи. Кој ќе и тому го каже в лице? Неспособна влада. Добро кажа трамота да ни помага друга држава во вакцини. Ки поздравувам сите македонци што има пари да појда во Србија да се вакцинира. Сигурно, посигурни ќе видат него тука со ваква власт. Тоа би било се. Благодарам и вам пријатно. Убаво што не поздравивте. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Ве слушам, повелете. Не се јавувам често, наводно се послушавме да абстинираме, да се јавуваат оние што не можат да се јават. Секој со својата одговорност, благодарам што сте послушале. Да, зборувајте, ве слушаме. Да, ќе зборувам. Да, повелете. Но, како и не знам на кој начин да постапат нашите од влада, да ги купија вакцините преко ноќ и да ги донесоа. Мана мора да му најдат. Тука нема дискусија. Ние двајца не можеме да се договориме за нешто, а камоли таму 10-20 души кои одлучуваат да се, мислам на Советот овој за здравство. Како може сега Филипче да биде крив што умираат луѓе? Што нема вакцини? Па еве сега отидоа кај србите, Србија ги отвори врати за сите на Балканот, бесплатно да ги вакцинира, пак Филипче крив, пак Заев крив. Зошто партија взимате кога трае пандемија, зборувајте реално. Ние сме некој народ чуден да не сакам да употребам некој по-лош збор. Сите кафичи вријат од млади. И после Филипче крив, ако заведе политички час, зошто политички час бе? Не слушаме, дај ке бойкотираме. Гадни сме, не знам до каде. Не бива за ништо. А тие од влада, начело со Заев, сакаат што повеќе да му удоволат на народот. Не можат на сите. Не знам, ова е страшна работа. Ке умираат уште многу. Да, истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ја припадала вината еден на друг. Министерот на председателот на министерот и кој е крив, ќе се одлучи кој е крив. Никој не е крив. Крив е народот што и многу верува и што мисле дека се ќе направат и председателот. Председателот, ако е бил мокен, зашто не порачал од друго место вакцина, ако тамо не бива на едно место на друго, ако не, еве руски амбасадор ги поканил да и даде вакцини, не се сакале за тоа што како руската салата што спремале, не смеат да спремат руска салата за Божик за тоа што сме у НАТО. Па исто и сега, не смеат да земат руска вакцина за тоа што ние сме сега у НАТО. Смеат ли да земат руска вакцина? Друго да кажам,
министерот за надворешни работи. Ојде у Шпанија да ургира Косово да го признаат. Ојде Ве молам у да не Швајцарија зборувате за други подпишува. теми, освен за конкретната. Зашто не траже вакцина? Мгм. Зашто не траже вакцина? Зашто оде секаде по државите може да најде вакцини, па и он е за тоа, зашто да не? А министерот чека 400 души да умрат од, мислам, 4000 души да умрат од па после вакцина, никаде немало вакцина. Па да и нема ни лекарства, баре лекарства да е снабден со некои што дремо ни знаат, они се лекари. А нема ни тоа, нема. Па дури луѓето не се само од пандемија што умират и од други болести, ама не преке лекови. Не можат луѓето да ги купат ни за шикер, ни за срце, ни за ништо. Значи не се погрижат да им се е под контрола. Се е под контрола. А болниците монтажна ева уште не е готова. Каде беше, у Битола ли беше? Не се готови, не може да ги примат. Има кревети. Значи има кревети, може да лежат, да се разболуват и да лежат. Само со тоа се фали, има кревети. Разболувате се вие, има кревети, не се секирајте. Срамота е. Па стварно е срамота. Тоа какво понижување да претрпе Македонија. Не викам Србија, свака и част, солидарно, браво. Браво. Ама ние, такво понижување на македонскиот народ да оде. Да, истеже времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Како што е убав ден, така да ми јас целосна поддршка му давам на председателот, зашто треба малку да се искритикува премиерот. Премиерот е должен и надлежен е и за финансиските средства кај треба да се дава и све. Јас воопшто не го оправдувам премиерот, али премиерот си кажа дека го оправдува во еден случај председателот. И нема што да се кажи, тоа е тоа. Министерот за здравство, ако му да пари, тој ќе ги спроведи парите на правилно место, па и за вакцини. А овие што овие во Србија, ја примија AstraZeneca вакцината. Не причекаја за 2 дена да дојди оваа вакцина истава со која што се вакцинира. И сега кој е виновен? Не е тука ни Министерството, нити председателот, нити премиерот. Поздрав, се најубаво. Поздрав, благодарам за јавувањето. Режија беше тоа последното јавување во текот на денешното издание. Дејан С ни пишува на Фејсбук и вели: председателот очигледно не ќе да изиграва фикуско претходниот или пак се договорени да ја замајуваат јавноста. Трето, нема поздрав. Додека пак во друга порака, само момент, Методија Г вели: од неформални информации слушнав дека наводно Вучич предложил вакцинирање да се организира на Табановце. Не знам колку е тоа вистина, но без разлика на тоа, зашто нашиот председател не се договорил со Вучич како председател со председател, што верувам дека Вучич ќе му овозможил да се вакцинираат нашите граѓани на Табановце, а не само да се критикува, затоа што колку се виновни за вакцините Филипче и Заев, толку е виновен и Пендаровски. Додека пак во другите пораки, Тања И.Н. ни пишува и вели: председателот Пендаровски има право. Сашо С. вели: а што е до толку страшно ако и барем малку врвот на државата си размениле остри зборови? Сето тоа е ЕПП за граѓаните, а колку тој исти председател им се најде на Заев и владата со вонредните мерки. Па целиот криминал помина во тоа време, а за нерегуларностите за време на изборите доброва се веќе други теми, за кои што не се дел од денешната емисија. Господине Сашо, поздрав. И Димеса на крајот вели: добар ден, Огнен, како прво за вакцина само прината во светот е Спутник, уште многу абортуси ќе... Да, не знам... Да, добро, не ја разбирам пораката. Ве молам следниот пат, внимавајте барем на зборовите, одредени зборови, кои што не можам да ги протолкувам. Мислам, дел се трудам максимално, ама не секогаш успевам. Ви благодарам за пораките и за јавувањата и ви посакувам убав ден. Останете со телевизија 24, бидејќи следува дневникот во 17 часот. Ве поздравувам.